Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Изутрината во Скопје пристигнаа 200.000 дози од една од кинеските вакцини против COVID-19, Синофарм. Ова е прва голема количина вакцини што пристигнува во земјава, по која може да се зборува за реален почеток на масовна имунизација на населението. Што значат овие 200.000 дози во организацијско-логистичка смисла за здравствениот систем? Ке се остварат ли најавите за вакцинирање на по 10 до 15.000 граѓани дневно? Се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со министерот Венко Филипче. Ке ги отвориме и темите за безбедноста и ефикасноста на вакцината на Синофарм, постапката за нејзино одобрување од Светската здравствена организација и искуствата од државите во кои веќе се користи. Ке зборуваме и за ризиците што ги носат великденските и рамазанските празници по одлуката на владата за релаксирање на мерките. Текот на епидемијата и се уште високиот број на смртни случаи се исто така неизбежна тема. Ве поканувам да бидете со нас во следните 50 минути. Сепак пред интервјуто со министерот Филипче, реклами. Гледате 360 степени. Од вторник треба да почне масовна вакцинација на населението во Македонија против COVID-19 во вистинска смисла на зборот масовна. Такви се најавите од здравствените власти, откако денеска изутрина во Скопје пристигнаа 200.000 дози од вакцината Синофарм. Станува збор за една од 5 вакцини произведени и одобрени за употреба во Кина. Синофарм во секој момент очекува одобрување за итна употреба и од Светската здравствена организација, но досега нема најави за нејзина регистрација од Европската агенција за лекови. Дали е тоа прашање што треба да загрижува, го прашувам министерот за здравство Венко Филипче. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Реков во тек е постапка за одобрување на вакцината на Синофарм, од која денес земјава доби 200.000 дози од Светската здравствена организација, но за сега нема најави дека оваа вакцина ќе се одобрува и од Европската агенција за лекови, институција која што е референтна и за нашиот систем на увоз и употреба на лекови. Не е тоа нешто што треба да загрижува, ниту пак е индикатор за безбедноста на вакцината. Според нашите стручни лица кои што работат во делот на квалитетот на вакцините, во делот на креирање од една друга страна и на вакциналниот календар. Сега зборувам и за другите вакцини кои што се користат. Кај нас се земаат предвид тие сертификати за квалитет за кои што стручните лица сметаат дека се сосем соодветни. А тие сертификати за квалитет кои што ги издаваат и производителите, и контролните лаборатории на барање на производителите ги имаат сите вакцини кои што во моментов не се одобрени од ЕМА од различни причини. Некои аплицираат или се уште не стигнале до таа фаза. Некои не имаат намера да аплицираат заради тоа што сосем соодветно функционираат и нивните лаборатории, меѓутоа имаат и таков пристап. И кинеската вакцина на Синофарм е една од тие вакцини. Ние немаме најава дека кинескиот производител Синофарм воопшто ќе аплицира во ЕМА. Тоа не значи дека вакцината не е квалитетна. Ги пратиме студиите во кои што ефикасноста е исклучително висока и тоа за нас е сосем доволно. Друштвото во Европа кое што во моментот ја користи вакцината на Синофарм е следно: Унгарија, Србија, Турција. Северна Македонија практично е четврта држава во Европа која што ќе почне да ја користи вакцината на Синофарм. Друштвото, да не звучам грубо, не е баш елитно. Меѓутоа, друштвото е многу поголемо. Друштвото е и цела Јужна Америка, Мексико од северноамериканскиот континент, па близу половина од земјите во Африка и практично скоро сите земји во Азија. И тоа би рекол е дел од една многу поширока слика, нешто што се случуваше на почетокот на ова, крајот на минатата година, а тоа е така наречена вакцинална дипломатија, која што на некој начин ја развија Русија и Кина. И кога сега ја гледате мапата, овие земји или континенти кои што ги спомнав се целосно покриени со вакцините на
Спутник В и дел од кинеските производители Sinopharm и Sinovac, кои што ги имаат поминато сите фази на истражување. Причините зашто така настапија овие две земји и ги отворија вратите да овие земји во светот имаат пристап до нивните вакцини, веројатно се бројни. Веројатно тука има и геостратешки, политички одлуки, веројатно за тоа се кријат и некои нивни други стратешки интереси, например пристап до некои рудници за минерали во Јужна Америка, или пак интерес на Кина во делот на влијанието на Јужно Кинеско море. Например, тие вакцини се присутни во дел од земјите од околината. Така да сакам да кажам, не сме ние само еден мал број на земји кои што имаат пристап. Кога ова го споменувате, ви преговорила некоја западно европска земја или САД, да речеме, што набавувате вакцини од Кина? Не, никогаш, напротив, јасно и експлицитно во нашите многу чести разговори со сите амбасадори на западноевропските земји и Соединетите американски држави, дека нашата држава треба да направи се, и ние тоа го правевме, за да што поскоро стигнеме до вакцините. Да, може би затоа што и моралната позиција па нивна не е многу јака со оглед на тоа што, да речеме, вакцините произведени во западно европските држави и не стигнаа, да речеме, навреме во земјите од Западниот Балкан. Кога тоа го гледаме, па сега од една друга перспектива, тие земји кои што одлучија да што поголем број на вакцини задржат за себе и за своите граѓани, сега имаат повисок процент на вакцинирани граѓани наспроти овие другите кои што одлучија да ги отворат вратите и да вакцините ги дадат на располагање на други земји во светот. Што се знае за вакцината на Sinopharm? Развиена е врз база на традиционален метод на така наречен инактивиран вирус. Според податоците кои што ги доставил до Светската здравствена организација производителот, ефикасноста тврдат дека е меѓу 79 и 80 одсто и дека максималното ниво на антитела се постигнува 42-иот ден по примената втора доза. Дали според вас се ова доволно информации за нашиот здравствен систем да биде сигурен дека граѓаните ќе примат безбедна и ефикасна вакцина? Ефикасноста ја гледаме од завршните резултати од клиничките студии. И впрочем, клиничките студии служат токму за тоа да се вакцината или лекот аплицира на што поголем број на реципиенти и да се анализираат резултатите. И мислам дека се резултатите сосем солидни. И количината на антитела која што се детектира после еден одреден период, понатаму начинот на производство на вакцина кој што е традиционален и многу добро познат. И во таа смисла би рекол и една предност на овој тип на вакцина, потенцијално за воиднина, а тоа е ако се изнуди потреба да се смени платформата заради тоа што вакцината би требало да биде да влијае на некој друг сој или на некоја друга мутација на кој што сегашните вакцини не би биле ефикасни. Многу полесно се менува овој традиционален начин. Зошто? Едноставно се атенуира новиот сој на вирусот. И тоа е многу покомплексно и потешко се прави кога станува збор за векторска вакцина или пак за МРНА вакцините. Така да во секој случај, апсолутно идентично, точно дека има разлика во број на денови од примењето на вакцината помеѓу различните производители до моментот на детектирање на антителата. Меѓутоа, сосем соодветна, сосем безбедна, сосем задоволително ефикасна, а сега пред нас е период во кој што ќе видиме и ефективност, односно како тоа ќе се манифестира на целокупната слика на епидемијата. Во соседна Србија неодамна добија нови 500.000 дози од Sinopharm или вкупно 3 милиони досега. Имаат аплицирано според она што е јавно достапно како информација, Sinopharm вакцина со 2 дози на повеќе од 1 милион луѓе и околу 1,5 милион барем со една доза. Зборувам само за вакцината на Sinopharm. Дали нашите експерти разговараат со српските за искуствата досегашни од примената на оваа вакцина? Во континуитет
од почетокот на кризата. Прво во делот на епидемиолошките мерки, превенцијата и така натаму, понатаму клиничкиот тек, лекувањето, една друга група на наши експерти и секако овие кои што се во делот на анализите на ефикасноста, тоа се експертите кои што ја праве и националната стратегија и имаат искуство и во делот на проверка, димензионирање на вакцините кои што се дел од нашиот редовен календар за имунизација. Меѓутоа, мислам дека е се уште рано и тука зборам за буквално сите вакцини. Значи, ние сега имаме резултати кои што потекнуваат од клинички студии на сите вакцини, тие се сите, одобрени може да се користат, меѓутоа како ќе се одвива состојбата со имунитетот како резултат на една, односно две примени дози од сите вакцини. Дали на некоја од вакцините, еве гледаме са некој најави дека можеби ќе биде потребна и трета доза. И како ќе се евалуира имунитетот, односно дали во иднина можеби ова вакцина ќе прерасне во сезонска, па ќе треба да пријаме секоја сезона, дали ќе биде дел од некоја вакцина која што ќе биде поливалентна, па ќе има повеќе предизвикувачи во неа, сега е навистина рано да се каже. Се пратат состојбите, се анализира количината и времето у кое што се јавува соодветен титар на антитела после аплицираната вакцина, но има еден период во кој што веројатно ќе се изгубат и антителата и тогаш останува оној капацитет на организмот да се брани со така наречениот клеточен имунитет, односно вирусот оставил меморија на оние одбранбени клетки, крвни клетки, кои што иако во даден момент нема соодветен титар на антитела организмот, кога ќе дојдат во контакт со вирусот, може повторно да лачат антитела, што значи дека една вакцина ќе биде сосем доволна. Така да, ова сето бара подолг временски период, едноставно мора да се пратат, да се анализираат работите и понатаму, а српските колеги почнуваат дел од тие анализи и такви проверки. Споменавте можна трета доза, токму во контекст на вакцината на Синофарм се споменува можна трета доза, затоа што има извештаи дека кај одредени луѓе кои што примиле и две дози на Синофарм, дури по неколку недели нема, вие користите еден термин титар на антитела, нема антитела. Сега тоа веројатно ќе треба да се следи и во нашава земја, па да се види дали кај одредена популација ќе треба и трета доза. Се споменуваат повозрастни од 70 години и тоа мажи. Мажи дури и помлади. Повторно ја кажам, сметам дека за да зазееме став или да изградиме здравствена политика апропо некое прашање, кога станува збор за овој дел на вакцините кои што се прилично нов производ и кои што не знаеме во која насока ќе се одвиваат сите овие работи, мислам дека треба да помине соодветно време. Како ќе излегуваат публикациите кои што ќе бидат резултат на сознание уврска со анализите, пратењето на пациентите, така и ќе се поставиме. Точно е дека има детекција на антитела порано за некоја вакцина, нешто покасно за друга. Меѓутоа, кога се анализира ефикасноста и како тоа во делот на ефективноста ќе се манифестира на целата епидемија, односно пандемија ширум светот, мислам дека допрва ќе видиме. Израел е еден добар пример. Висок процент од населението вакцинирани, исто така и Велика Британија, така да многу мал број или скоро воопшто смртни случаи, односно тешка форма на болеста, а 100% на ефикасноста на сите вакцини кои што се во моментот на располагање во смисла на заштита од тешка форма на болеста, односно смртен исход. Уште колку вакцини од Кина се очекуваат? Сега зборуваме за Синофарм, денеска пристигнаа 200.000. Според најавите, Министерството за одбрана има договорено донација од околу 100.000, значи вкупно 300.000 Синофарм, но се најавуваат и Синовак вакцини. Кинеските вакцини во овој момент, без разлика од кој производител, се единствените вакцини кои што може да ги имаме во поголема количина за пократко време.
За време на посетата на кинескиот министер за одбрана, министерката Шекеринска успеа да излобира и да обезбеди дополнителна донација од 100.000 вакцини од Синофарм, што е значајна количина, дополнително на овие 200, кои што денеска ги добивме и според најавата тие треба да... овие 200 денеска 1000 се плаќаат. Така? Овие си ги плаќа државата. Тоа е нашиот директен договор со... А овие 100.000 донација? Тоа се донација. И тоа се вакцини кои што ќе бидат соодветно дистрибуирани веднаш кога ќе стигнат. Донацијата се очекува да стигне некаде околу 15 мај. Во тој период или некоја недела или десетина дена покасно, според разговорот со амбасадорот на Народна република Кина, имаме практично секојдневна комуникација, меѓутоа денеска за време на настана на прием на вакцините укажа дека повторно ќе дае се од себе, ќе се ангажира да и таа количина на вакцини стигне што поскоро во месец мај. Што значи дека во месец мај ќе има една значајно голема количина, се зборувам само за кинеските вакцини, треба да има и други кои што ќе бидат вкупно 600.000 дополнително на овие 200.000. И тоа се 800.000 вакцини за 400.000 граѓани. Се разбира, ако се остане на 2 дози, ако треба 3 дози, ќе бидат помалку. Мислам дека за сега е многу рано и дека според сегашните сознанија 2 дози ќе бидат сосем доволна доза за да се стигне до потребната количина на антитела и соодветен имунитет. Меѓутоа, сакав да кажам дека сметам дека дополнително на овие количини Pfizeровите вакцини близу 26.000. Овие од Европска Унија кои што треба да стигнат оваа недела, тоа се близу 20, односно 25.000, точната бројка ќе знаеме во текот на почетокот на следната недела. Значи имаме сосем доволна количина на вакцини да во месец мај се вакцинира значајна бројка на населението, граѓани во постарите возрастни групи, но и граѓаните кои што сакаат да патуваат. Еве сега има најава за отворање на границите на Грција, ни укажа грчките колеги што ќе биде потребно за патување и мислам дека со таа бројка ние за брзо време може да стигнеме до соодветен процент на граѓани вакцинирани со кои што ќе се постигне саканиот колективен имунитет. А што ќе значи ова за евентуално патување во државите од Европската Унија? Ја споменавте Грција. Зборувам за вакцините кои што нема да бидат регистрирани од Европската агенција за лекови, а Синофарм веројатно ќе биде таква вакцина. Има некои најави, меѓутоа нема дефинитивна одлука. Во разговорот со грчкиот министер Теохарис пред 2 дена прашав дали ќе има некаква селекција во однос на вакцините и рече дека не, односно дека потврда за примена било каква вакцина ќе биде еден од начините да се влезе во Грција, алтернативно на тоа негативен ПСР тест и тестирање по потреба, по случајен избор на граница со брзи антигенски тестови. Тоа што во следниот период ќе ни известат е дали за нашата земја ќе важат за влез во земјата и брзите антигенски тестови, значи не ПСР. И дефинитивно во периодот кој што доаѓа до 14 мај за кога е најавено отворањето на границите, ќе ги знаеме сите овие работи. Во однос на другите земји членки на Европска Унија нема конкретни најави, информации, има најави дека можеби ќе ги признаат вакцините кои што се одобрени само од Европската агенција за лекови, ЕМА, меѓутоа тоа не е дефинитивно потврдено и доколку смеам да кажам моje лично мислење, мислам дека во оваа ситуација во која што навистина тешко се стигнува до вакцините. Еве во втората половина на годината и посебно 2022 се најавува зголемување на капацитетот за производство на буквално сите производители. Ама сега кога е тоа се уште проблем, а има потврда од производителите, од клиничките студии, од публикациите во еминентни часописи, например за руската вакцина Спутник В, дека е сосем солидна и дава соодветен имунитет, дека не треба да се прави дискриминација по однос на типот на примена вакцина. А вие каква вакцина ќе примите? Се уште не сте вакциниран, така? Сметам дека е добар сигнал да се вакцинираат членови на влада и јавни личности со таа вакцина, која што е најмногу
во најголема бројка и количина на располагање за граѓаните. А тоа е во овој период кој што следи кинеската вакцина. Така да јас немам апсолутно никаков проблем, ниту пак некаква преференца една наспроти друга. Сметам дека вакцината на Синофарм е сосем солидна. Кога е на ред владата за вакцинирање? Како дел од критичната инфраструктура беше договорено после собранието. Собранието сега како институција заврши со имунизација првата фаза, добија и вработените во службите, понатаму пратениците, значи целта е да сите вработени таму се целосно вакцинирани за да може собранието нормално да функционира и после тоа наред доаѓа владата, можеби од следната недела па натаму. И според ова што го зборувате, најверојатно со Синофарм ќе се вакцинираат министрите? Мислам дека е добар знак да се вакцинираме со Синофарм. Добро. Каде се сместени овие вакцини кои што денеска стигна и како планирате да ги дистрибуирате? 200.000 дози ќе бидат веднаш дистрибуирани во текот на следните денови, најкасно до понеделник, во сите вакцинални пунктови ширум државата, во овие места кои што ги опремивме да бидат пунктови за масовна вакцинација, по примерот на салата Борис Трајковски, повеќе спортски сали и училишни сали во 6 градови ширум државата. Тоа се Во какви Тетово. услови се чува оваа Синофарм? Денеска се смести во така наречената ладна соба. Тоа е на соба во која што температурата е од 2 до 8 степени. Значи, ова е вакцина која што се чува како и овие вообичаени вакцини Да, до сега. повеќе генерално ве прашав, не треба И никакви специјални услови. Не, меѓутоа имаме сосем соодветни услови, целосно е да кажем отпакувана количината и од помалите пакувања, проверени се температурните логери, се проверија во текот на денешниот ден, така да од утре ќе започне дистрибуцијата и согласно бројот на пријавени граѓани во соодветните центри, а пријавени од тој регион, така ќе бидат дистрибуирани. Се споменуваат 6 центри во кои што се опремуваат спортските сали, така? Куманово, Штип, Кавадарци, Тетово, Охрид и Битола. Ако сум добро информиран, до крајот на месецот се најавуваат пунктови и во Велес и Прилеп. Сега, кој ќе се вакцинира во овие 6 пункта? Населението само од овие места и околните, да речеме, села кои што гравитираат кон овие центри или сепак ова се центри кои што опфаќаат пошироки региони? Еве како е замислено. Центрите кои што гравитираат околу тамошните центри за јавно здравје и тие населени места, овие градови кои што ги споменавте, околните помали градови, рурални села, места и населби, ќе се вакцинираат во овие центри за масовна вакцинација. Зошто ги одбравме и зашто ги селектиравме и зашто видовме дека примерот на салата Борис Трајковски е добар? Прво, заради инфраструктурните карактеристики. Различен влез или широк влез, посебен излез, место посебно да граѓаните поседат 10 до 15 минути после вакцинацијата, можноста да еден доктор наблюдува повеќе граѓани во исто време. На едно место во центрите за масовна имунизација доаѓаат доктори и сестри од околните здравствени домови, значи се концентрира експертизата. Следната недела ќе функционираат паралелно и овие центри и здравствените домови и по примерот на тоа како ќе се одвива процесот на имунизација, ќе видиме дали од таа следна недела, значи некаде после 10-11 мај, евентуално здравствените домови нема да прават имунизацијата, туку ќе функционираат само центрите за масовна имунизација. Но во прво време паралелно и вакцинацијата во здравствените домови и овие центри. Следната недела паралелно, со тоа што цело време и во континуитет, без разлика дали некој здравствен дом нема да прави вакцинирање против ковид, ќе функционира вакцинирањето согласно нормалниот календар. Како да очекуваат граѓаните информација дека треба да одат да се вакцинираат? Оние што досега не се вакцинирале? Имаме два начини во системот кој што веќе функционира. Најпрво треба граѓаните да знаат дека треба да се пријават на сајтот вакцинација. Мака јас верувам дека и со кампањите кои што сега доаѓаат, интересот ќе се зголеми или ќе се зголемува. Тоа што приметивме дека како стигнува некаква пратка на вакцини, еден одреден број на граѓани се пријавуваат тие денови
на сајтот. Ајде да видиме дали ќе биде Понатаму- така, да. Сега имате 207.000. Нешто над 207.000, така? Пријавени. Тоа се пријавени, од кои што близу 50.000 веќе се вакцинирани. Значи има 150.000 граѓани кои што ќе се вакцинираат со динамика од 10 до 15.000 граѓани на ден. Тоа би вкупно во значило сите центри. 10 12 дена и ќе ги завршите тие граѓани. Така е, и во тој период очекуваме и другите вакцини да дојдат. Оваа донација што ја спомнавме и другата количина на кинеските вакцини со цел што поголем број на граѓани да се вакцинираат за пократко. Околу начинот на кој што се информираат На граѓаните. два начини, со мейл и со SMS порака. Кој од граѓаните да сака може во било кој период да го контактира и матичниот лекар кој што може да пристапи до системот Мој термин. Така да има три механизми на известување на граѓаните за нивниот тајминг и место на кое што треба да се вакцинира. Министре, знаете ли за случаи за вакцинирање преку ред до сега? Да речеме на истекот на денот кога ќе останат одредени дози неупотребени, да се повикуваат блиски на оние кои што работат, да речеме, во спортската сала Не. Борис Трајковски? Имаше такво прашање и проверив се луѓето кои што работат таму, како оди тој начин на отворење, а со цел да не останат или останат многу мал број на вакцини на крајот на еден ден, во кој што тогаш се повикуваат и други граѓани кои што се селектирани и закажени за следниот ден. Така што се гледа која бројка на граѓани закажани преостануваат во текот на денот и така се отвораат ампулите, односно се отвораат, се извинувам, флаконите, па така се раствораат. 5 до 6. Можно е да не се искрени сепак со вас, а да има такви примери? Не ми се верува. Тоа се луѓе кои што со години работат во сферата на имунизацијата, знаат како се одвиваат тие процеси, многу се професионални и видовме дека професионално пристапуваат кон целата оваа работа. Впрочем, тоа што добро се одвива целокупниот процес на имунизација е уште еден доказ за сето тоа. Зошто граѓаните што се вакцинираа во соседна Србија, главно со AstraZeneca, нема да можат втората доза да ја примат во Македонија? Ден-два откако се случи таа, да речем, масовна викенд имунизација тогаш во Србија, дадовте изјава дека граѓаните ќе може и овде да се ревакцинираат. Сега пред известно време рековте не е можно тоа, ќе треба да одат таму да се вакцинираат. Зошто? Не е точно дека нема да може да се вакцинираат, ќе можат и еве сега повторно кажам дека ќе може да се вакцинираат со втората доза кај нас. И има граѓани кои што примиле прва доза на вакцина не на AstraZeneca, на друга вакцина, кои што беа вакцинирани со втора доза во изминатите недела или две кај нас во нашите вакцинални пунктови. Нема да може да се ревакцинираат граѓаните кои што се помлади од 60 години, а се вакцинирани со вакцината на AstraZeneca поради нашата одлука да не се дава на таа категорија на граѓани. Што прават нашите експерти? Сега гледаат, ги пратат ставовите на многу национални агенции, различни европски земји за тоа дали евентуално како ревакцина може да се прими друга вакцина од друг производител. Германија, например, препорачува втора вакцина да биде за ревакцинација вакцината на Pfizer. Така да согласно тие ставови на нашите експерти ние ќе постапиме, инаку за време на средбата со министер Лончар во Белград тој ги понуди тие количини да ги пратат кај нас за граѓаните да не патуваат. Меѓутоа ќе ги прифатиме само за тие кои што се постари од 60 години, заради таа наша одлука да не се вакцинираат со вакцината на AstraZeneca граѓаните кои што имаат помалку од 60 години. А како ќе ги идентификувате тие? Треба сами да се пријават. Тие сами се пријавуваат, огромен број на граѓани одат на ревакцини во Србија. Си ги почитуваат закажаните термини за ревакцинација, дали во Ниш, во Врање, во Белград, и тоа го прават. Според укажувањата на стручните лица кои што работат у системот Мој термин, барањата за ревакцина не се преголеми кај нас, има само поединечни случаи и апропо тоа, така тие реагираат и ги закажуваат или не граѓаните кои што се јавуваат за ревакцина. Освен тоа еден пример што го пријавивте јавно, да речем, на една млада девојка која што беше хоспитализирана на клиниката за хематологија, наверојатно со нуспојава по примена вакцина на AstraZeneca. Дали има други такви слични примери во меѓувреме? Нема друг официјално пријавен случај за компликација како резултат на примена вакцина. Овој случај беше многу типичен. Млада девојка
А кај жените наспроти мажите е поголем ризикот од тромбози, тоа беше констатирано и дискутирано на стручниот комитет на ЕМА. Карактеристична тромбоза на една од венските крвни садови во главата, односно на едно од очите. И во таа смисла е карактеристичен синдром со отекување на едната страна на лицето. Добро се заврши, девојката добро се осеќа, немаше никаква дополнителна компликација како резултат на ова, што многу лесно може да се случи кога станува збор за таа регија, така да тоа засега е единствениот случај. Други несакани последици се пријавуваат? Освен некои благи во смисла на вообичаени реакции како црвенило околу местото на убодот, лесна мала температура ден или два после вакцинацијата, посериозни компликации нема. Знаете ли за примери на вакцинирани со 2 дози кои повторно се заразиле? И веројатно ќе има такви примери, но примери на вакцинирани со 2 дози кои повторно се заразили и завршиле во болница, да речем. Има ли такви примери? Не сум слушнал дека има кај нас, но има се повеќе укажувања дека во светот, во многу земји се случуваат такви случаи. Во Јужна Америка во некои земји, во Индија исто така. Меѓутоа треба тука да се направи детална анализа и од медицински аспект. Многу работи се битни за да се каже дали станува збор точно за реинфекција, да се утврди можеби структурата на предизвикувачот претходно, па после при повторната инфекција, за да знаеме дали станува збор за вирусот истиот сој, што е исклучително битно прашање, и тоа од што сега стравува светот е само една работа, а тоа е да не се појави сој или мутација на вирусот, во кој што сегашните вакцини нема да бидат ефикасни, па ќе биде тоа причина за еден силен бран и покрај се поголемиот процент на вакцинирани граѓани ширум светот. Да. Прашањето го поставив повеќе во смисла на тоа дека веројатно ќе бидат нормални појави на тоа дека луѓе кои што примили 2 дози од вакцина повторно се инфицирале, но очекувањата исто така треба да бидат дека кај нив симптомите ќе бидат многу поблаги и дека не треба да завршуваат со хоспитализации, уште помалку, не дај Боже, со смртни исходи. Да, но гледате, единствена гаранција, а тоа е таа 100% сигурност, односно ефикасност, е против тешка форма на болеста, односно смртен исход. Не е исклучена можноста да некој се инфицира и после примена втора доза, односно ревакцина, меѓутоа тогаш болеста ќе биде многу по-блага. Тоа е случај и тоа треба да се потенцира. Тоа е случај и кога станува збор за сите други вакцини. Вие може да се заболите од морбили, иако сте вакцинирани, ама нема да имате таа тешка форма на болеста која што може да даде и тешки компликации. Значи тоа е едно генерално правило кога станува збор за вакцините. Да. Почнаа великденските празници, во теке рамазанскиот пост, наскоро ќе се случи Рамазан Бајрам. Вие решивте за ударните, да речам, периоди на празниците и за Великден и за Рамазан Бајрам да ги олабавите мерките. Зошто и дали не правите грешка во ситуација во која што, еве, да речеме, трендовите се во овој момент позитивни за текот на заразата? Неколку аспекти, да кажеме накратко. Прво, епидемиолошката ситуација дозволува олабавување на мерките. Ние ќе продолжиме да го правиме тоа, доколку и понатаму трендот е таков да бројките паѓаат и епидемиолошката ситуација се повеќе се стабилизира, а болниците се празнат као што сега тоа се случува. Сосем доволен број и воопшто нема притисок така како што имаше на почетокот на месец април. Понатаму двајцата верски лидери зема обврска да се строго почитуваат и спроведуваат правилата и превентивните мерки за собери, односно да не се пуштаат голем број на верници внатре во храмовите и се што може да се организира надвор. Впрочем, такви собери има и сега по парковите и јавните површини. Како е времето се разубавува, тоа нема да биде веќе исклучок, ќе биде правило. Верувам дека граѓаните ќе бидат свесни дека со сопственото однесување
всушност ние влијаеме на тоа како ќе биде Вие се епидемијата. повикувате на средбата што имавте со поглаварот на Македонската православна црква и со првиот човек со реисот на Исламската верска заедница, но еве да речеме само вчера влеговте во вербално докажување со еден од владиците кој што да речеме во таа некоја црковна хиерархија би требало да биде под поглаварот, но излезе со изјави кои што не одат во прилог на ова што сега го зборувате. Ставам збор за владиката Петар. Гледайте, сите мерки, и ова мора прво само да се извинам да кажам, па ќе кажам и директно еден коментар. Сите мерки кои што се препорачуваат се врз основа на епидемиолошките податоци, односно бројките паѓаат и така натаму, и мерките се олабавуваат. Во однос на тоа како верниците или било кој друг од граѓаните се однесува во затворен простор, јавна површина и така натаму. Знаете, исклучително е битна и тоа не само сега, од почеток на кризата, а сега посебно одговорноста на граѓаните. Значи не може државата да каже се мора ние да сме одговорни да знаеме како ќе се однесуваме. Односно да се почитуваат препорачаните мерки кои што се темелат на основните принципи на превенција од ширење од заразата. Значи, ако е отворен угостителскиот објект, не мора да влеземе во најголемата гужва. Ако е храмот отворен, а и сега се отворени црквите и џамиите, тие нема да бидат отворени само за Великден, односно Рамазан, Бајрам. И сега треба да се свесни верниците дека не треба да прават гужви. Значи, исклучително е битна таа индивидуална одговорност на граѓаните, која што мислам дека комбинирајќи ја со една умерена рестрикција, на почеток само полициски час, а понатаму и затворени угостителски објекти, кај нас дај резултат. Сега кривата има, епидемиолошки има сериозно опаѓање. Да, ма го имате еве владиката Петар велам, кој што вели дека, како се вели, приговара околу некои коментари поврзани со начинот на причестување на верниците, употребата на една лажичка, веќе станува традиционално тоа проблем и лани беше и сега повторно. Мислам дека сите треба да се свесни дека се сите чинители исклучително важни во оваа криза. И верски лидери, јавни личности, политичари, граѓаните, секој сам поединечно, заради тоа што од сите нас зависи. Ако постои било каков ризик од некакво зголемен ризик од трансмисија на вирусот, граѓаните треба да се свесни дека или не треба да влезат до таа просторија, или не треба да направат нешто за да го изложат на ризик сопственото здравје. Добро, рековме текот на заразата во смисла на број на заразени сега оди надолу, но се уште се многу високи бројките на починати, дневни извештаи за 40, близу 50 починати, исклучително висок број. Претпоставам дека тоа е како се вели поради бранот кој што го имавме зад нас, па има многу луѓе со тешка клиничка слика се уште во болниците. Кога ги споредуваме епидемиолошките криви, тоа се практично параболи кои што се ќе ги споредите идентични се. Минатата година, ноември, декември и сега, месец април. Исти тренд на зголемување во извременски период платото, понатаму намалувањето на бројот на случаи. Тоа што е различно е процентот на пациенти кои што тогаш и сега бара хоспитализација. Тогаш беше близу 7%, сега е околу 13%. И затоа екстра број на оделенија, болнички кревети, кадар кој што ротираше за третман на тие пациенти, еве да повторам, сега се намало, меѓутоа и многу тешка клиничка слика, неспоредливо потешка со претходниот бран. И кај млади луѓе, едно нетипично за разлика од претходно влошување на клиничката слика негде 13-14 ден од почеток на болеста. Не беше така ситуацијата минатата година и една страшна слика рентгенграфија на белите дробови, во кои што белите дробови се практично збришани. Такви слики ретко се глеdaa за време на претходниот бран минатата година. И сега во овој момент тоа се припишува, претпоставам, на доминантниот британски сој. Така се покажа дека овој сој, а на 90% сега за време на овој бран доминираше британскиот сој на вирусот, даде таква потешка форма на болеста и сега и во овој момент има во сите оделенија кај што се сместени пациенти кои што се во многу тешка клиничка состојба. Како се намалува
бројот на случаи и бројот на смртни случаи секако опаѓа и тоа се трендовите, меѓутоа тој процент на тешки случаи и смртни споредено со тоа што беше минатата година сега е многу поголем. Ги нормализиравте односите со шефот на државата? Имавте една вербална препирка? Од секој сме имале добри односи. Мислам дека вербалната препирка е добра и здрава, да се разменат мислења, да секој ги каже своите ставови. Сте се чуле после таа вербална препирка? Да, сме размениле пореки и имаме комуникација и во однос на процесот на имунизација и во однос на некои тековни работи во делот на активностите на кабинетот. Добро, и имате нормални професионални односи? Па јас не гледам причина да немаме, ниту пак е тоа манифестација на некакво нарушување на односи или дека е тоа некаков несоодветен начин на комуникација. Не, мислам дека секој во јавноста има право и треба да има можност да го каже своето мислење. Па и јавно конфронтирање во смисла на размена на различни мислења, мислам дека е здраво. Од тука секој од нас нешто може и да научи. И за самиот крај, партијата на чиј предлог сте министер, СДСМ, не знам, член сте на Централен одбор? На Централниот одбор по функција. По функција сте член, инаку не сте дел од партиските тела и структури. Освен ова, по функција, бидејќи сте министер. Не, во моментот не. Не сте. Партијата оди на конгрес на средината на мај. Вашето име се споменуваше во контекст на потенцијално можно промовирање во некаква партиска позиција, функција и така натаму. Сте разговарале со претседателот Заев за такво нешто? Не, до сега не. Не сум разговарал за активирање во тој дел на Ако ви биде понудено, ќе прифатите? Па добро, може да поразговариме, ќе размениме мислења, ќе видиме што се идеите, така да јас верувам во неговиот политички филинг, во делот на креирање на политиките и тимовите, и не се сомневам дека ќе избере добар тим околу себе, да продолжи со успешните политики, како што прочем има и овој тим сега. Имавте исклучително високо ниво на доверба кај граѓаните. Како одминува времето, како се случи, особено овој последен бран, анкетите покажуваат намалување на тој процент на доверба, како го доживувате тоа? Од почеток на кризата, а и претходно, а и сега во овој период, кога сме соочени и бевме соочени со овој еден силен бран, еднакво работевме. Со еднаква посветеност, еднаков ентузијазам, со еднаков степен на организација, координација со буквално сите чинители во здравствениот систем, така да во тој дел од справувањето со кризата ништо не е сменето. Мора да кажам дека ми е драго што обезбедивме да буквално за секој пациент во секој момент има слободен болнички кревет. Не се доведевме во ситуација да под оној наплив, силен притисок на пациенти, доведеме некако сценарио да колабира здравствениот систем. И тука не сум јас сам, тука се буквално сите лекари, еден огромен тим кој што денонокно, макотрпно работеше да се справи со оваа криза. Предпоставувам таквиот став на граѓаните е повеќе затоа што доцнеше набавката на вакцините и што еве дури сега на крајот на април, почеток на мај можеме да зборуваме за почеток на масовна имунизација. И во тој дел навистина дававме се од себе. И еве сега гледаме дека сме дале се од себе и дека во првиот момент во кој што ни беа отворени вратите, а во континуитет бевме во комуникација со многу производители, дека сепак и самите производители се соочувале со предизвик, а тоа е недостаток на сосем доволна количина да се задоволат потребите во светот. Свесен сум дека очекувањата беа огромни. Свесен сум дека очекувањата од Ковакс системот, кој што еве и сега касни, исто така беа големи, меѓутоа ние дававме се од себе, еве сега се гледаат резултатите од таа интензивна работа. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам поканата. Бидете на Алсат, по паузата е саботажата. Македонските политичари се само рефлексија на сопствениот народ, а тој е толку уверен дека знае се, па не е ни чудо ако неговите избраници не се ни трудат да го покажат спротивното.
туку се подготвени до крај да ги следат неговите навики и менталитет. Вие сте дипломиран правник. Значи, како што вие не можете да дебатирате особено на тема од машинството, така и јас не можам да дебатирам, но имам основни познавања од право. Тоа што секој може да зборува за се, па дури за она за што не е стручен, честопати се покажува како исклучително корисно, особено ако е во функција на воспоставување неизмерна доверба кон водачот. Тогаш и не треба многу да се знае, туку е најважно да се погоди муабетот. Па знаете, премиер, председател, то се по дефиниција осамени личности. Најголем дел од тие што ќе им се доближат, им го говорат тоа што мислат дека тој сака да го слушне. Така и се создава специјален тим на совршени се знајковци кои може и да не се многу кадарни, ама го окtroiraат просторот и времето и креираат амбиент кој не кореспондира со реалноста и ги предизвикува слушателите на нивните одии без да сакаат да престанат да газат на земјата. Па видете, само во окружувањето на мојот председател и мојот премиер имате луѓе кои никаде ги немаше во моменти кога беше најтешко за СВЦ. И едноставно го затворија кругот за да не може да се пристапи. Во таква ситуација ним блиските експоненти во јавноста чувствуваат обврска да ги протежираат и да ги бранат политиките, но неретко се случува. Наместо да ја извршат својата мисија, дополнително да ја замрсат, бидејќи рецензијата на искажаното покажува дека тие во желбата да пофалат, всушност обвинуваат. Периодот на назад, неколку месеци веќе на назад, имате ситуација каде што буквално е бришан простор за криминалот во Македонија. Значи, еве, сомнежите се поставени да некаде е некоја мимикрија или одвлекување на перцепцијата на граѓаните. Јас мислам дека таа борба и ќе се засили во наредниот период. Ништо подалеку не се ни нивните антиподи, кои ни помалку ни повеќе водат институти кои за среќа не се од научен карактер. Инаку сигурно во аналите ќе влезеше знаменитиот обид да се конструира сопствено толкување на зборовите на големиот Черчил. Повторно ќе го кажам, а она на почеток што го реков, ова дефинитивно можеби не е крај, можеби не е ни почеток на крајот, но секако јас барем се надевам дека е крај на почетокот. И на крајот, ако зборовите не се доволно јасни, тогаш цртежите на телото можеби треба да се земат како патент преку кој ќе се изразува потенцијалот на идејата што треба да биде пренесена. Пораката е што беше, доста беше. Никогаш не е доста, затоа и треба постојано да се повторува, за да се знае кога навистина е почеток, а кога е крај. Ова дефинитивно можеби не е крај, можеби не е ни почеток на крајот, но секако јас барем се надевам дека е крај на почетокот. That's all, folks. За сите православни верници, честити великденски празници. Поради празникот ќе нема 360 степени в понеделник. Следното наше издание е следниот петок од 22. Пријатно.